Здраво на сите. Само накратко во врска со амнестијата која си ја изгласа властите во пресед на нивното паѓање на власт, во пресед на промената на власта во Македонија. Сега прво да кажам да не се вознемирувате толку многу. Освен што го направија услуга на груевистите и ги ослободија во овој момент од обвиненијата кои беа на СЈО, мислам дека акцијата за пазар и за промена на устав нема да успее, нема да се повтори 2018 година и она што го направи Груевски со промена на името, како резултат на што беше ослободен да избега во Унгарија, за која јас ви трубам со години, вие не верувате, ама еве ви дојде на глава тоа сега. Но како и да е, не се вознемирувајте, зашто? Сите злоупотреби со европски пари, европски фондови не може да се спасат, веќе ги гони ОЛАФ, ќе ги гони Европска унија. Од тоа нема да куртуват. Во врска со моменталната промена на кривичниот законник, ништо страшно, после изборите, изгласајте пратеници како што треба, изгласајте пратеници од македонски концепт, ќе го вратиме не стариот кривичен законник, пута 100 страшни казни и одговорности, дополнително носење на закон за заштита на државноста, со кој може да се воведи и најдраконска смртна казна за национални предавства, и ќе видите после како лесно се одговара и џабе ќе бидат овие промени што ги прават сега. На истиот начин, како што го трна одговорноста, на истиот начин, со просто мнозинство, ќе им се врати одговорноста. Затоа, без многу разочарувања и паѓање во несвест као крај на светот, тек почнува битката за правдата во Македонија, само конечно почнете да размислувате за кого гласате, зашто изборите доаѓаат за кратко. За 6 месеци ќе започне изборна кампања. Памет во глава, без разочарување, одговорност ќе има. Зајковци ќе скапат во затвор. Тоа ви го гарантира македонски концепт. Поздрав од мене и од македонски концепт. Се гледаме повторно.